Во време кога зборовите грев, покаяние и духовен живот звучат како да доаѓаат од некоја стара книга што одамна никој не е отворил, а младите живеат во свет на тиктокот, на екраните, на непрекинатите искушенија, одлучив вечерва да отворам разговор што одамна не достига во македонското општество. Зашто нешто сериозно ни се случува. Духовната осетливост слабе, зборот грев веќе не предизвикува трепет, а покајанието на мојкниот лек што го има црквата се третира како нешто старомодно, како нешто што не засега. Во меѓувреме, бајачите, гатачите и духовните шарлатани никнуваат повеќе од вистинските пастири. Коцкарниците се полни со луѓе, исповедалните се празни. А прашањето е како стигнавме до тука? И уште поважно, како да се вратиме на прав пат. Вечерва во Попкаст го имам човекот кој не се плаши да ги постави најтешките и најчувствителните прашања за духовниот живот, човек кој не служи само за долтарот, туку оди меѓу луѓето, слуша маки, гледа рани и знае што се крие за тивките човечки трагедии. Мојот гостин е отец Јани Мулев од Повардарската епархија, свештеник кој важи за искрен, за директен и близок до народот. Почнуваме. Отец Јани, добре дојдовте во нашиот ново издание на Попкаст. Се надевам дека со денешниот разговор ќе го задржиме вниманието на гледачите. Добре дојдовте. Добро, најдов, благодарам на поканата. Ајде прво за вас. Како што реков и во најавата, вие сте свештеник во Повардарската епархија, живеете и служите во Велес. Каде може верниците на народот да ве најде во недела наутро на литургија? Во кој храм? Овие 2 години служам во црквата Свети Јован Крстител, тоа е новата црква, ке тунелот, новата ке Баграмче, позната ке Баграмче. Таму е таа нова црква, таму служам веќе 2 години. Иначе венчавки, крштевки, погреби правиме насекаде, така што ротираме многу пати во другите цркви. Но таму сум најчесто дежурен, таму служам литургија, таа црква. Има народ велешани како се... Да, фала Богу. Рековте пред емисијава дека многу млади пристапуваат и доаѓаат редовно. Навала на млади луѓе, така секој неделе црквата ни е полна со млад народ. Пред 25 години кога студирав, во Скопје имаше развиено црковни општини, а во Велес имаше 5 баби во црква само. И Скопје ни вика тело Христово Велес, коски кожа, нали немаше верници. И но сега смени работите веќе се смени кругот на свештеници, нели? Има и голем труд, нели имаме издавачка дејност, имавме мисионарска дејност со црковна народна кујна во градот. Тие се клучните моменти поради таа промена, ете да ја наречеме. Па се смени генерациите. Поранешни генерации народ, нели, има лоши спомени од некои поранешни свештеници и со етикети, нели. Некој бил ваков, некој бил таков. Попат им е символ на нешто, на со некоја лоша асоциација го гледа, нели. И тоа беше така малку товар на сите паѓаши. Еден поп бил таков и таков и сте сме, нели, како него следбеници. Но да смени овие нови генерации од 2000-та наваки се деца, не се деца на Југославија, туку се деца на Македонија. Македонци да тука се родени. И веќе се многу поинакви генерации. Таков товар немаат југословенски товар. Немаат комунистичка матрица, на комунизмот на така матрица немаат од Југославија. Немаат спомени така лоши свештеници, туку баш некако од почеток почнуваат. Освен тоа, нели многу инфлуенсери светски, нели ги повикуваат на вежбање од теретана, на добри навики, нели здрав живот, нели вера да имаат, нели многу од нив ги повикуваат read Bible, нели да читаат Библија. Такви работи и си влие со тоа, да, освен нив, нели овие нашиве, нели балкански тука проповедници, инфлуенсери, да ги речеме црковни инфлуенсери, од Арсени, од Предрак или од Рафаила, така се најпознати. И нив ги гледаат многу, така секаде гледаат, да, нив. И гледаат, ги споделуваат и многу луѓе кои не доаѓаат во црква, нив ги гледаат, ги знаат. Ги читаат нивите, речеме, нели, ги слушаат нивите емисии, гледаат, нели тоа. И потоа раскажуваат луѓе кои никогаш не сме до црква, а знаат многу работи веќе.
Го очекуваат ли тие од вас тоа што го правите вие, што ги спомнавте од соседна Србија, тие свештеници кои што редовно се активни на социјалните мрежи и допираат со нивните зборови до младите, се очекува ли од вас истото, не вас лично, него општо од свештениците во Македонија да го правите тоа? Треба ли Македонија, односно МПЦ да ја смени тактиката, пристапот кон младите како што било до сега? Да, има проблем нели тука што ние сме многу активни. Пасивно свештенство за повеќе во Македонија. Јас сум единствен свештеник кој 16 години работам со веб страна. Имам блог, еднаш имам сајт ми го срушувам во МК, па потоа направив нов, сега дете ми ја направи нели нова страна. И единствено што останав постојан нели во таа работа, 15-16 години работам со веб страна. Никој друг не го прави, некој почна, се откажа. Останав единствен, за жал единствен се уште свештеник. Многу добро го правите тоа. Фала на Господ, нели наоѓам само уксум, учев сам некои работи. Веб страната се викаше црквавелес.мк. Порано беше Amvon.mk, но таму ја срушија пред многу години и сега сум во оваа страна. Така хакери ми нападна. Јас не очекував дека може да се случи. Некој му пречеше тоа? Јас не очекував дека некој може да хакира црквена страна. Кам некој му пречи тоа, ама тоа се случи, нели после неколку години ми ја удриха страната. Колку сметате дека меѓусебно се познаваат свештениците и верниците? Еве конкретно во Велес. Пред 18 години, мој искуство ќе го кажам, нели, пред 18 години кога станав ѓакон, почнав да излегувам надвор со мантија и многу пати имав лоши коментари од деца, вака ќе се стврти некој ќе дискоментира, нели нешто ќе дофали нешто, нели, или па стари луѓе ќе застанат, ќе ме гледаат, вака се вртат како нешто чудно нешто да се случува, нели. Во старите мала чудно тоа се случува. Така, ама не беа навикнати луѓето така. И во тој период беше незамислив некој ти каже добар ден или благослов зиме на улица, баш незамислива работа. Но сега се смени ови пред неколку години веќе се смени таа клима и така добри да се некој влегува во црква. Другарот на другарот, и другарката, и братучетот, и роднината, и се направи голем круг на луѓе веќе кои доаѓаат од Велес. Некои споведаат кај мене, некој друг, кај трет свештеник, ама некој не почитал повеќе луѓе. Сега веќе по улица ме среднот луѓе поздрувуваат без да ги познам кои се. Што се нели поздрувуваат, ќе кажат добар ден, како сте? Велес е град кој што не мора да носиш мантија за да така, се знаеме сите, знаеме ги себе, да. Да. Ама има понеков однос и од луѓето кон нас, ќе се смени тој однос, нели, како порано, не е како порано што беше, туку малку покултурен, попитом однос имате и ние сме поотворени, подостапни во секое време, нели, покомуникативни, така што нема така бариера нека голема. Кога ја спомнавме веќе свештеничката мантија, што сметате зошто не сите свештеници носат мантија во слободно време? Во слободно време надвор нели од црковниве обврски што ги имаат и дали постои всушност тоа слободно време кога станува збор за свештеник? Дали може да се изедначи таа свештеничка професија со другите униформирани професии како полицаец, не знам, пожарникар кој што од 8 до 4 се во униформа, после тоа може да се облечат и шорцеви. Со свештениците како оди таа работа? Да. Свештениците кога немаат приватен живот, нели? Има комплексна целата работа. Не е исто да си монах во манастир, да си свештеник, браче свештеник со фамилија, нели, да живееш во град. Јас сум имал среќата и благослов, попадијата да ми е црковна и да ме поддржува за тие работи. Да нема никаков проблем околу тоа со мојата мантија. Кај додиме, сега сум со мантија, нема никаков проблем со неа. Ама има свештеници кои ги познавам, нели, кои имаат проблеми со попадиите. Не може да жената да остави, нели, заради мантијата, се земал веќе, како таква, се сакаат, нели, изградили семејство. Има свештеници од постарите генерации на кои попадијата не сакала попада да гледам во мантија. И му викал мантијата во ходникот ќе се облекуваш. И така го правеле, нели, ќе се дома, ја се облекува мантијата. Како униформа? Да, униформа, дома влегува цивилно, попадијата не ја сака мантијата. Иако таа мантија живеат и куќа купила таа мантија, се добила таа мантија. Ама нема излекуване на крај со тие работи, нели, не е така наставно. Освен тоа, имаме деца, и во градин кодење, родендени и славање, нели, некојаш на плажа треба свештеник да отиде, нели, да се облече мантијата, неизводливо секогаш да добие со мантија. Иако јас повторно не носам секогаш, ама има периоди кога човек треба без мантија некој работи да направи. И не е за осудување дали некој носил, не носил. Некако мислам дека поголем проблем кај нас е што не се работиме работа совесно како што треба, со вера во Господ, со доверба, со труд. Ако тоа го правиме, луѓето испрстени ќе ни гледаат многу слабости. Ама не ги правиме нашата врска, не ги вршиме како што треба.
И тоа сме така под Вие не нипско сте стават. единствениот кој што го забележувате ова кај мене во емисија. Неколку свештеници имаат додено до сега и повеќето тоа го имаат забележено, односно ја ставаат вината на себе си, всушност на свештенството во Македонија, дека ете не си ја вршиме работата како што треба. Ако веќе нели треба веќе да се замислиме или некој друг, нели можеби раководството на МПЦ треба да се размисли што се случува всушност и зошто е тоа така, дека треба да се направи некаква промена, измена. Нели нема црно-бело да ги гледаме работите, не може да се гледа тие работи црно-бело во црквата, бидејќи да речеме таму во романската црква има свештеници кои на пример во диаспората некаде ми кажувале колеги кои биле таму во Европа, вика работи во фабриката што свештеникот и со леко мантијата, има кратка брада, е 20 минути дека е свештеник. Работи, после работа се враќа во црква, да речеме во 2 или 3 часот попладне и прима луѓе од исповед, до вечер до касно прима луѓе од исповед. И се луѓето го знаат дека е пожртвен свештеник и никој не му замерува тој што носи мантија, нели? И сега не е гаранција дека мантијата ќе носи светост. Ние бевме многу некако во под нивото ни беше црквата порано. Сега полека се крена на некој нормално ниво и мислам дека ако носи некој мантија или брада дека е светител. Тоа одма не почнам дека не е така, нели? Кога сите би носеле, ќе треба да покажеме многу поголеми добродетели, многу повеќе труд, за да се оправдаме нели носењето на мантијата. Луѓето не почитуваат заради таа мантија, тоа е символ на Христос, нели, дека го носиме на себе. Освен тоа и сведоштво. Имаме пријател од Грција свештеник, вели заради тоа што носи мантија, кога е жешко на 50 степени и во непријатни ситуации, заради тоа Господ наклучи ќе влезе во рајот, нели. И сметам дека навистина свештеници се миленици на Господ, сите свештеници се миленици. Дали добри и лоши сме, сите имаме аномалии, нели, и слабости и гревови, ама се миленици на Господ. Заради тоа носење на мантија и трпење на жештини и сабајле станување рано и многу пати викенди на викенди ние сме во црква, на работа, нели, на погреби, на спомени, фамилиите кои страдаат, попадите се сами ги растат, нели, многу пати, а ние сме соборски, ама заради Господ тоа правиме, за да Господ сака ни поддржува. Така. А што најмногу му недостига на една која е главната работа која што му е потребна на еден парохиски свештеник за да го одржи народот, верниот народ буден? Треба да има и многу знаење, како прво, нели, богословско знаење, психологија да знае, треба да е психијатар, психијатрија да знае, се знае, но да биде пред се другар. Нели, ако не знае биде свештеник другар, држава се која мисија, најубав проповедник кажува, ако нема човечки однос, нели, ако нема непосредно со луѓето, речеме да биде со срце да биде за нив родител, тоа што ништо. Имаше порано некои англојазични сајтови форуми и след порано околу помлад некој бев. И американци тоа пати коментира, православните американци, вика не ми треба мене богослов некој да ми држи догматски проповеди на проповед, туку сакам отец кој ќе ме прегрне, кој ќе му утеши, сум паднал, да ме крене на зарака, да ми помогне да се оцнајам живот, да се изборам полесно со мојот товар, со моите гревните страсти. Така што тоа е, нели, решение да биде човек пред се, да биде другар, да биде отворен и да има трпение сите. Го спомнавме верниот народ во Македонија и во Велес. Имам забележено дека кај нас народов многу сака да слуша приказни. Односно сака да слуша да живее според некакви правила, особено ако ги даде некој авторитет како свештеник или нешто, нели, поголемо од тоа. И едноставно тој народ како да не е задоволен доколку не го добие тоа правило кој што го очекува да го добие, односно таа задача. И се има утре тој празник, не правете го ова, има утре тој ден, не пуштајте машина за перење, не гледајте лево, плукнете десно. Гледам дека и медиумите дури тоа го прават истото. Секој утро некој медиуми има објавување, имаат објавувано, нели, статии за тоа денеска е тој ден, жените никако да не го прават тоа, зашто ќе им се случи тоа и тоа. Од каде се должи се целата оваа работа со правилата, со измислени ли се тие, од фолклорни ли се тие правила? Народот Македонија има вера, ама нема црковна вера. Знаете, не се атеисти луѓето, значи малци има атеисти, навистина се атеисти или богоборници, одговорчни од црквата. Не се образовани црковно, ама не се црковно, не се црковни луѓе, не доаѓаат на литургија, нели? Ако доаѓаат луѓето на литургија, ако имаат контакт со свештеник, нели, барем да имаат телефонски број да се гледаат со некој свештеник да контактираат, ќе прашаат, нели, и се разјаснуваат работи. Или ако човек пости и се моли, се исповеда, се причества оди на литургија се понедела. Не мора да прашам свештеник, баба ми така правеше. Да, го има и тоа, нели. Бабата е врховен авторитет, нели, и локалната бојачка да се врховен авторитет и кој не може никој да ги сруши.
но пред се мислам дека проблемот во тоа не црковноста на народот. Народот има вера, ама нема црковна вера, нели? Друго е кога доаѓа на литургија, кога учи од свештениците, кога слуша на проповед, нели што кажуваме, имаме списание, имаме книги, ако малку повеќе читаат луѓето, нели, ќе има многу поголем напредок, нели. Во Велес имаме најдобра издавачка на најмногу издание имаме во Велес, најмалку читатели имаме во Велес, нели. Цел Македонија купува книги, наречуваат онлайн, луѓето се по телефон наречуваат секаде, а во Велес најмногу читатели имаме баш тука, нека ќе издаваат најмногу книги. Добре, ете тогаш можеме и да испратиме апел и до медиумите да намалат малку со таа пракса, да објавуваат такви работи. Српските медиуми таа мода ја почна гледам од Србија, почна потигнуваат тие работи. Што треба, што не треба да се прави, како што кажавте, нели, и од тога нашите преземаат, нели. А народот сака да слуша тоа, сака да го чита. Подобро ќе по интересно му е веројатно тоа отколку да земе да така нема труд, тука нема труд, тоа е религиозност без труд. Лапти голтни. Така, да, инстант. Да. 3 во 1, сврти со леđето, нели, имаш кафе. Тоа инстант вера, нели, и склони се луѓето на полесен начин да добијат работите. И вака не мора да постам. Ајде не перам денес, нема да шијам денес, било петок, сета петка било, нели, како што викаат, и да ме полесна работа направиле што има некаква врска со Господ. Ама тоа побитното, нели, суштинското го испуштаат. Да. Добро, има тоа логика сега, празник е денеска не се работи, ама тоа е за да одиш во во црква. Да, не за да седиш дома и да гледаш телевизија. Да. Сега е време на куќните слави. Дали е доволно човек само да ги собере најблиските пријатели, роднини и да ги нагоштева и со тоа да купи на еден начин уште една година, нели, нецрквување, да го наречам тоа, ако доколку човекот не е, нели, литургиски човек. Ајде не поминал, не пости, не ги почитува тие правила, но сепак славата му е на прво место. Така, да. Славите се битна работа, добро е секој да има, но славата да опорза со црквата, да биде тоа линк со црквата. Ако славата ми е само за дома, во црква не одам, на литургија не одам, нели, чабе сме правили споје како култ, некој божество да имаме, или само за себе си правиме некака слава. Слава на Господ, нели? Не моја слава, нели? Слава на Господ треба да биде. И јас луѓето кои доаѓаат во црква ги учам да се спремат славата на причест. Значи секој кога си има слава, задолжително се причести во црква. Цело семејство се вали во црква на причестите. Тоа значи дека претходно ќе постат, се споведаат, се молат редовно, читаат Нов Завет, нели? Доаѓаат на литургија и тоа славата има смисла, бидејќи ги води кон црквата, ги води кон Христос, кон единство со Христос, нели? И така го слават недобар свидетел. Ако се изолираме, нели, од црквата, од литургијата, како што се случува многу пати, на Свети Никола вечер празникот има илјадници луѓе креваат па ги доаѓаат во црква, нели, вечерта полно народ, а утрото на литургија 10 души дали ќе дојдат на литургија. А цел Велес го слави Свети Никола, нели? Така е. Тоа не е Добро, дури има и една нова пракса сега, не знам, веројатно сте сретнале, куќните слави да се слават во ресторан. Тоа во Скопје го има, кај нас се уште тоа го нема, не сум бил. Тука го има, да, тука го има. И сега се вадат домаќините дека тоа е поради многу те обврски кои што ги имаат од работа, па уморот, па домаќинката нема време да среди, да спреми, нели, трпеза. И ајде сега ќе отидеме во ресторан, поедноставно е, келнерот ќе не служи, ќе го обележиме денот, тоа е, нели, така го правилно е тоа или од како после тоа дојде? Да, и вистина дека сум луѓето многу ангажирани, веќе многу врски имаат секаде до 5 сат до 6 сат се на работа, нели? Тоа знам дека е така секаде. Јас сум, нели, човек кој живее, нели, во град, знам како да работите, ама не е оправдување дека треба во ресторан да славиш слава. И крајот кршите празникот не е само во денот во празникот, туку во подготовка на празникот. И Великден, нели, убав празник, ама ако нема, нели, 7 недели пост, сме го спуштили празникот. Ако Божик, нели, не постиме, да не се спремаме со тие 7 недели пост, сме промашли празникот. Ништо нема да видиме таа радост на која носи празникот. Така и славата има и спремање, подготовка, нели, дома, чистиме куќата, средуваме, месиме, нели, погача, лепче месиме, спремаме се, пченица вариме и во тоа е спремањето на празникот и голема радост, нели, носи. Така што тоа кога го испуштиме, промашли празникот. Да пак ќе го спомнам и ќе го пофалам повторно вашиот блог црква Велес.мк. Таму редовно објавувате корисни содржини за верниците. Имате прилично интересни категории. Човек буквално губи чувство кога ќе кликне на тој портал, веќе многу му е тешко да излезе од само один од нов линк во нов линк, од нешто што е поинтересно.
Ете, кога го спомнавме тој блог, го спомнувам неколку пати порталот Литургија МК, кој што е активен веќе година-две. Ме интересира според вас колку е битен тој медиумски простор, односно тие црковни медиуми, блиски верски, со верски содржини, колку се битни за луѓево, за граѓаните, колку допираат тие вистински до нив? Да, црквата малку живее во византиски период, нели, во отоманско ще живееме и многу пати не ги прифаќаме новите работи, нели. Например, римокатолиците тоа го сватиле и во секој стар филм, ако се сеќаваш, имаше порано свештеник кој ги исповеда луѓето во кабина, знаат. И луѓето сите знаат, и нашите луѓе кои гледаат филмовите, сватија дека исповедата се случува во кабина. Да. Мисля дека православна црква нема исповед воопшто, бидејќи никогаш не виделе. Ние долго време ги избегнувавме тие медиуми, се ето ѓаволско, нели, малце ги отфрламе, многу сме радикални, малку, нели, изостануваме за светот, иако треба не треба да се бега од тие, не се ѓаволски, туку да искористиме во добра полза, полза на црквата. Филмот како медиум е многу корисен. Сега веќе вие неколку децени и руска црква тоа го научи, и се други цркви и немаат страшна продукција на нови црковни филмови. И преку нив проповедаат. Филмот Остров веќе нема кој го нема гледана, филмот Остров и тоа беше филмен Поп. Ако се сеќавате, го имате гледан веројатно. Да. Многу бе филмови, многу други филмови такви, преку кратки приказни или бе филмови, луѓето ја учат верата на тој начин. Доаѓаат до верата што е тоа вера, не е само запали свегичка, прекрсти се на брзина и излезе од црквата. Туку верата е начин на живот, нели? Добре, не е веројатно само поентата да се пласираат содржини кои што ќе допрат до одредени луѓе, туку треба да се пласираат интересни содржини кои што ќе допрат буквално до сите. Така до секој, ама тоа е филмот, нели, кратки видеа кои што се нели рилсови кратки, нели, видео, нели, веб страни, Инстаграм, нели, профили мора да се направат повеќе. Луѓето таму се луѓето. Младите деца немаат Facebook, не читаат ништо, туку мора само гледаат кратки видеа. И тоа пак е подолго едно видео, една минута видеото, нема да го гледаат. Затоа велам дека мора да се ангажираме повеќе луѓе се ангажираат нели околу тоа. Не може еден човек се да прави. Нормално е тоа. Не е еден свештеник спасител на црквата, ни па некош може да биде. Туку има повеќе свештеници кои се ангажираат, верувам дека многу повеќе напредок имаме. Освен тоа има добри свештеници во МПЦ. Може со тоа што и вие канете во емисија, и ако снимаат емисија или интервју да предпочесто нели на наши канали, на црковни канали, многу повеќе би имало нели така напредок и достапно до луѓето. Таму се луѓето, на интернет се луѓе. За разлика од останативе, барем соседниве земји, православни земји, ние сме далеку назад во однос на медиуми, црковни медиуми. Така, се уште нема. Србија и Грција, Бугарија имаат по десетина радија, имаат телевизии цели, имаат портали, да не зборам колку. Ние уште каскаме некако. Мора човек сам тоа некако да го свати, сам да почне да работи. Нема никогаш никој да ти рече од црквата, оди обучи се, оди некој курс посетувај, оди нешто научи. Сам тоа човек мора да биде свесен дека не е доволно заврши богословие, ожени стани поп. Мислам тоа е баш срамно верување ако човек така мисли дека ќе се оженам, ќе завршам богословие или ќе станам поп. И што тоа? Мислам дека мора човек да остави трага во црквата дека постоел. Нели, ако така размисли отец Кирил Печиновик или Јован Крчовски, нели, ќе немаше ништо тоа, немаше ништо да напишат, нели, немаше ништо да знаеме за нив, нели, и многу други. Направиле нешто од црквата, оставиле свој име и презиме, ставиле печат белег на црквата, нели. Секој свештеник треба да се направи белег во црквата. Не е лош, нели, туку добар белег да остави во црквата, нели, за идни генерации да направи нешто подобро да биде. Живееме во такво модерно време каде што има многу пороци, а еден од тие пороци би го издвоил мобилниот телефон. Би го слободно можем да го наречам како порок, затоа што и млади и стари гледаме дека постојано се со телефонот во рака, па и јас, нели, гледаат таму и вести, читаат и книги, и се прави на тој мобилен телефон и се создава некаква зависност. Има дури документарни филмови кои што сум гледал дека тинејџери кои што се ставени во една просторија со мобилен телефон и тинејџери во друга просторија без мобилен телефон како реагираат, тоа е страшно нешто за гледање, буквално како кризираат, како да се на дрога. Што ќе кажете вие за ова, за тој проблем кој што го имаме сега, што се носиме ние како модерно општество? Сите сме зависници, нели? Кој не гледа во телефонот? Сите зјапаме, нели, сати губиме, денови губиме многу пати,
Ама има и добар речен тренд, сум видел деца пример во црква млади кои ги се откажуваат од телефоните, ги оставаат овие големи Или смарт барем да се телефони. користат за Добиваат користи само си купуваат оние обични телефони, тие само за зајавување, запишување пораки, ништо повеќе, без интернет, без такви работи. Иако да не може да ги има- прислушуваат. наркомански телефони, да. Дилерски. Не, ама има такви луѓе, сум видел дека млади луѓе се борат едноставно че со тоа зависност од телефоните, постојано губење време и го прават тоа. Сум видел како подвиг си прават. Го отфрлат тие телефони нови, модерни, користат телефони за колку порано во старо време, нели? Комуникација нормална. И тоа Ама, тоа. знаеш, веќе Врзани сме, сите сме врзани, тоа неизбежно е веќе, нели? И секој има вече школски групи, децата имаат од школски групи на Facebook или на Viber, нели, си праќаат таму домашни на самичките професорите им праќаат тука. добро, Нели, не зборам сопштенија. за тие користни Ние сме работи. како родители, нели, класната да чимеки децата, класните имаат групи на Viber, ни праќаат известување, кога е родителска, начин за брза комуникација. Не може да ги отфрлиме дека се ѓаволска работа. Од нас зависи како ги користиме, нели. Може да сечење хлеб, може да и за колење луѓе. Така, Така, така. како ќе го искористиме ние, тоа е тоа. Секоја работа интернетот така како богат медиум, може да човек да заглави да се коцка на интернет, може да гледа порнографија, може да игра цел ден игри, геймер да стане, Може да чита- може да најде работи, може да учи јазик, не знам, да најде сиријски јазик, да учи леврски, да учи ако сака, нели? Ќе најде туторијали, било кој јазик што порано било за мене незамисливо во мое време тоа да го добијам, нели, се им е достапно. Ама никој не ги користи привилегии. Ретко кој дете може да ги користи. За вештачката интелигенција, што мислите? Па, добро е како се користи, нели? И ние користиме, нели? Некош да ме барам некоја работа, сакам ја Photoshop не работа, Photoshop не знам. Деца јам кај ме работа, жена ми тоа предава, нели? Ама јас не го научив, ми е тежак, така Па има Барам. кој друго да го направиш. што? генерирај слика, тоа е тоа, барам, нарачувам, тоа е робот, нели, кој ти врши работа и треба да се користи, нели. Само што он интелектуален природен интелект човекот, нели, ќе се изгуби полека. Децата воопшто не учат, нели. Не Некој велат дека допрва ќе паднеме во замката на вештачката интелигенција. Да, тоа не чека веројатно некој ново, нели, нова зависност, од има деца гледам при млади како функционираат. За било која работа проверуваат на ChatGPT што ќе им каже. За било која работа, че во област на верата го прашуваат. Добро им велам, ChatGPT ви е меродавен или по црквата ви е меродавна? Како може ChatGPT, нели, он користи, нели, од секаде, нели, извори повеќе и прави некоја си вест, некоја информација, добива од повеќе извори. Ама не знаеш кои извори ги користи ChatGPT, од каде ќе земе информација. Што ако ти каже пој некоја вест од тоа што Тоа да се чуеш. случува, дефинитивно, да. Но порано имаше луѓе кога не постоеше вештачка интелигенција, имаше луѓе кои што се двоеа, нели, во општеството и важеа за исклучително паметни луѓе и за нив кажувавме дека се енциклопедии во движење. И се буквално кога ќе разговараш со нив на маса, можат да отворат секаква тема и да памтат и податоци, знаат и што се случило, кога се случило, кој го направил тоа, знаат историја, знаат географија, знаат се. Буквално енциклопедии. Сега веќе како тоа да се губи, да не постојат тие луѓе, затоа што сите го имаме ChatGPT. И на маса кога ќе седиме, кога ќе западнеме во за некоја тема, нели, или историска или географска или било каква, кога ќе запнеме некаде, чега ќе провериме на ChatGPT. Нели тука маца и се случува и човеков да се менува, да еволуира, да речем. Ние сме од постарите генерации, веројатно друго време фативме ние и уште некако се мачиме со книги да читаме, нели, бараме извори. Нели, тоа е начинот што го знаеме ние од школски начин на истражување. А новите генерации тоа го нема веќе. Ој тоа е инстант решение, нели? Инстант, да, брзо решение, ама мозокот не работи така. Не го ангажираме, нема креативна мисла, нели, нема критичност на веќе, туку само готов производ, нели. Пишуваш, бараш информација, кратка ти дава неколку точки и тоа Така е, се, да. застануваме. Секој случај застануваме. За веронауката веројатно не треба ни да ве прашувам дали треба повторно да се воведе. Таа беше воведена едно време, кратко траеше за жал во училиштата, сега е укината пак. Има надеж дека ќе се врати? Не знам, мислам дека треба и вероучителите да бидат црковни пред се, за да има ефикасност таа веронаука. Нели, ако вероучителите не се црковни, ако не доаѓа на другија, нема црковен духовен ориентир некој, нели, тоа ќе спане само лекции, предавање лекции, давање некакво знаење, ама не и жива вера во Господ, нели. И мислам дека ако тоа се промаши, попусто се тие часови по веронаука и нема никаков добар ефект да има.
Иако мислам дека не значи дека мора да зависиме ние од државата, дека мора да не дава нели часи по веронаука, тоа го има во црквите. Например во Велес имаме веронаука веќе оди во црквата Свети Кирил и Методи, секоја среда во 18 часот мислам дека имаше. И млади и неколку стари свештеници, одат таму и млади и стари кои сака нели оди. Во Скопје имам неколку цркви веќе имаат веронаука, одржуваат, другите градови нема информација како е состојбата, но може и тој е еден начин да речеме да има веронаука во секое време, нели во секоја црква. И тие онлайн предавања може да се направат, муѓалите чурски свештеници прават онлайн веронаука. Има свој нели YouTube канали, прават етап нели лекции за Бог, за Света Тројца, нели за духовниот живот, за светителите, за Богородица, за било што нели било која тема од животот. Прават такви емисии, секој може да гледа тоа. Значи начин секојаш има, ама треба да има добра волја и луѓе кои ќе сработат се до тоа. Така. Би зборувал сега маца за гревот. Кај нас тоа за жал веќе како да не звучи како предупредување, туку како да е збор од некој си стар фолклор излезен. А гревот во суштина е духовна смрт, би го нарекол. Сметате ли дека се губи смислата во последно време на самиот поим, на самиот грев? Така. Нели амартија, гревот на грчки се вика амартија, значи промашување на целта. Ако целта во животот ни е единство со Бог, нели со ближните, гревот нели промашување таа цел. Цар Порфири вели, гревот е да го бараш Бог на друго место. Нели некогаш во некој грев човек го бара Бог, нели во алкохол некој, во коцка, не знам, во било кој во страст човек може да бара Бог, да го бара. Некои луѓе ќе стигнат и во пеклото од многу гревови, дека дното на пеклото ќе го допрат, таму Господ ќе најдат, нели? Различен начин има кај секој човек. Некој останува таму на дното, ама некој таму Господ ќе најдат. Некој треба да падне во затвор, таму Господ го најде. Некој ќе се измори од многу гревови, од лош живот, нели? Таму ќе го најде Господ. Така што ве разбирам што сакате да кажете, дека изместени се границите. Нормално се изместени веќе. Светот си има свој праве страната. Сакаме без Господ да живееме, нели? И нормално да паднеме во неки ќорскак или во амбис, нели? Тоа се последиците. Но не значи дека гревот е крај, тоа е само запирка една. Кога човек доаѓа низ повед, чита молитва, свештеникот благослова, толку е гревот. Го нема никаде. Се брише. Е толку е гревот, нели? Може многу лесно да го снема, да исчезнат и тие негови последици, нели? А да не се повторува. Так, ама да не се повторува, нели? Да се вратиме кај Господ, нели? И светители имале гревови. Нема светил без гревови. Така. Сте Никола, знаеш приказка со него бил на соборот, нели? Му дојде шамар на еретикот, ама си каков скандал, сега да видиш гости во емисија и ти нешто го спровоцираш, ти удри шамар пред цел народ, нели? Нами става да Сте Никола, нели? Пред 30 колку таму биле, нели, присутни, го удри шамар на еретикот. Ама имал други така се што си кои имале гревови, че во Стариот Завет Мојсија бил човек, нели, кој ги избавил евреите, нели, од робство. Авраам лажел, се срамел да каже дека му е жена, нели, неговата жена било многу убава, да каже дека му е сестра, па му ја земале жената, нели. Исав и Јаков, борбата на браќата, нели, крадење првородството. И во други светили во Новиот Завет, нели, има. Да речеме, Јаков постник бил чудотворец, светил, лечен со допир, на постари години силувал девојче и од страв не знае што да прави, и секол на парчиња фрлил во реката. Потоа се кајал 10 години во гроб, живеел отворен гроб, си скопал, живеел во гроб, се кајал 10 години Бог му простил. Нема гревки, Бог не го простил, само човекот има покаяние, нели. Тоа е работата, нели, секој греши, не дека некој греши, безгрешен човек нема, нели. И до светител, освен Господ никој не е безгрешен, сите имаме гревови, но да има покаяние, да има поправање, нели, да има човек свест дека секогаш има навраќање назад, додека не е многу касно, нели. Така, да. Не знаете зашто бе прашав за гревот. На пример, ќе ги земам Соединетите американски држави. Така, чинам дека се спротивставуваат, нели, на ЛГБТ, ја спомнам, пропагандата, велат дека тоа е грев. И после тоа ЛГБТ припадниците се бранат дека тоа не е така. И го сметат за доста сериозно обвинување тоа зборот грев. Кај нас како да не предизвикува ужас тој грев, тој збор, како да не се ни брани некој што е обвинет за грев. Дали имате таква... Така, се изместија работија, да гледам деца како кажува дечеве на школа, дека некоја девојка имала девојка, некој дечко имал дечко, веќе тоа стана како мода во наше време, беше тоа нешто само да помислиш такво нешто, а сега веќе сосема нормално. Да, не допиреност таму до се измени времињето, нели, TikTokот си го направи своето,
Мислам дека TikTok најмногу влијае на тие работи. Деца се учат преку него. Дали некој е храна, некој начин на чешљање на косата, нели, некоја фризура правење, дали начин на облекување, буквално се од TikTok, нели. Од тие работи деца тоа гледаат. Јас немам профил на TikTok и ми е направо не гледам тоа, некој ми е заморно многу. Ама деца тоа гледаат, сите деца го гледаат. Сидат, јадат и гледаат тоа, нели. И се тоа е храна, од тоа учат и веќе се граници поминати. Нели кога кажеш дека тој може, некој си, нели, инфлуенсер или пејач или пејачка или актер тоа да прави, зашто не, се е лесно достапно веќе. Добро, можеби свештениците треба поостро да зборуваат за последиците од гревот. Така, ма да речеме може да ги осудиш луѓето. Така, секој има тежина, нели нормално, ама нема човек да го осудиш, нели гревот го осудуваме, ама не грешник. Така, зборуваме дека не зборуваме. Ама не сме па да дозволиме да се сведе работава на комична работа, така, гревот да изгуби значење. Да, изгуби да речеме, значи немаме светост за немаме свест на светост. Знаеш, и речеме луѓето кога доаѓаат до црква порано со страв влегуваат, нели. Јас сум видел во Скопје да речеме ромите кога влегуваат до црква, вратата целиваат, со страв влегуваат во ромите кога на светилија таму во манастирот на празник. Сум бил таму порано како студент. Буквално имаат така свест дека тоа е свето место и така внимаваат. Нашите луѓе се некако премногу опуштени и има случаи дури луѓето со куче влегуваат во црква, сакаат да влезат со кучето во црква. Кога ништо, кога тоа е некоја си сала, некој си обичен двор, нешто па не е нешто свест, дека па сидат во дворот, гридуваат семки, фрлаат на земја. И ќе кажат луѓето тука, зашто фрлате? Па што ти тебе работа, нели? Зашто си имаш ти плата? Значи, не е за мојата плата, тука тоа е Божје место, нели? На Господ му е тој манастир, таа црква, не можеш така да правиш. Или па не знам, пушат цигари во двор, нели, во црквата. Фрлаат тука пикавци, нели, пред црквата. Знаеш, невкусно, немаме свест на светост. Култура немаме. Така да, немаме свест. Значи во Романија сум бил неколку пати и таму че луѓето не може да видиш во манастир или во црква да пуши некои цигари. Нема шанси. А на светот кога бев веднаш, одам во еден скит и гледам пепељара како ставена и таму дури дозволат цигари. Видов дека значи не може да се бориш со луѓето, со нека работи, пушат цигари, само стават пепељара вака за гостите да пушат да тука да тресат, нели. Да не им прават љубов. Помислите из границите, нели, исто бракот, нели, порано бил бракот свет, си опазале луѓето пазене на честа своја, нели, на бракот да им биде зачут по секој цена да зачуваат, сега веќе не е така. Едно дете се раѓа, второ дете се раѓа, развод. Нели, не е еден случај веќе. Порано вклучев, немаше ни едно дете од мојот клас до 8 нели од разведени родители. Сега се глас имам барем 3-4 деца кои се од разведени родители. За малцинство се тие што имаат така, неразведени. Во Скопје уште полоше, голем град, нели, големите промени доаѓаат прво во Скопје, во големите градови. Да. Добро, следещо веројатно во помалите градови постои тој срам, може би. Не постои веќе тој срам, нели се изгуби срамот, нели, туку гревот си дојден, легален е, секој грев е легален веќе, нели, некојаш и модерен, знаеш како рекламираат, има такви вицови некои прават дека во рајот било досадно, во пекло било интересно. Таму екипата. Така, искриви да екипата таму, нели, ти искриви некои представи за тие работи и тоа е како модерно, тоа е ин да си, нели, да си во некој грев, иако гревот си има последици. Тоа кој сака нека каже, ама не спиење навечер, заспивање со апчиња, нели, или мора некој наркотик да примаш, нели, за да заспиеш, тоа се последици од гревот, нели. Многу луѓе кажуваат за црква има така кои имале бурен живот дека после не може да спијат. Ке тој години кога се смирил ти веќе, ама последици си остануваат, нели, во телото, некој работа уште си споведал се, ама некогаш последици остануваат долги години со мачи човек. Така. Добро, кога сме веќе кај гревот, конкретно за гревовите. Македонија е преплавена буквално од коцкарници, од лихварници, како да ги наречам тие продавници за пари, брзи кредити, па и инфлуенсери што промовираат грев постојано. Народ живее во на духовна токсичност без да го разбира тоа. Коцкањето, еве да земеме коцката. Тоа е обичен порок или може да се земе како да се свати како сериозен грев? Така најлош порок, нели, најлош грев баш некако, нели, секоја страст помирува, ама коцкањето на бесилка завршува, нели. Мислам дека нема човек кој не се за тоа дека коцкарот завршува на бесилка. Нели, еден ден ќе изгуби се и го очекува нема што друго да прави, веќе само е да каже на неговите, дома и ќе се обеси. Тоа не е еден случај, така сме виделе многу случаи кои така завршиле. И на толку генерации. И на толку генерации, нели, толку историско сеќавање дека така завршува коцкарот, нели, уште луѓе се коцкаат. Мислам дека недостатокот дома на внимание, недостатокот на љубов некако, нели, таа неповрзаност во фамилијата, кои имаме ладни односи или не сме поврзани доволно со децата, родители меѓу себе, нели, лоша комуникација и ти тераш да правиш, да бараш, нели, да заглавиш нешто на компјутерот или се има, нели, бака прасе промовиш некоја апликација, заборав како се вика, нели, за коцкање и луѓе од дома седат со татко, мајка му пие кафе, да речеме, и се уплаќа, нели, има крипто сметка отворена и се коцка дома, нели, или жена му спие, он се коцка, нели, домик пишува порака, он се коцка, губи огромни пари.
а никој не знае што се случува, нели? Освен тоа, некој имаш од сметка која од парите, не ги Нема допираш, немаш чувство, осет да, колку да. пари, дека 5000 евра се бројка, нели, само не ги допираш, ама кога ги даваш на рака, нели, потешко е. Кога што слушам црквата сега, одма до нас на 5 метри имаме казино. И ги гледам секој ден, сабали одам да слушам други до 7 часот и излегува некој на телефонот се кара, вика, пцуе, нервозен, гледаш изгубил многу пари, цела вечер бил таму. И не е тоа еден случај. Страшно, Да. страшно. Многу пропаѓа, цели семејства тоа пропаѓаат. А особено ете во последно време никнаа тука, не знам, веројатно и во Велес, во Скопје особено на секој чекор ги има тие продавници за пари, односно легализирање на гревот, како што го спомнавте вие предходно. Порано имаше лихвари кои што се знаеа во која населба Така, кој така. лихвар е, нели, кој круг го држи, човек кој што сумлив тип кој што дава пари под наем за камата, сега постои тоа легално си е фирма, односно отворен дуќан, кај што се вика продавница за пари, влегуваш, даваш документи и мислам лична карта, си поднесуваш колку пари треба да земеш, ќе вратиш толку и тоа е тоа. Многу луѓе се испозаглавени во тие брзи кредити. Немаме домаќинлук, немаме. Мислам дека тоа Но тоа ли е? Немаме домаќинлук, да. Верувам дека тоа нема домаќинлук. Моите никош не живееле од кредити, живееле скромен живот, а никош кредити не сме земеле. Јас сум 18-20 години веќе во брак, кредит не сум зел никогаш. Штедиме, ќе се стрпиме ако треба, нали, ќе стрпиме нешто, некоја криза да се да собереме повеќе за штедиме, да купиме тоа што ни треба наеднаш. Ама не земам кредит, нели, никогаш сум зел. Не можам да намислам да земам кредит за одмор. Да, не одам има на одмор таа многу година. такви случаи, Знам да, дека и има. многу луѓе познам. Земат кредит за одмор, тоа мислам многу банална работа, да земеш кредит за некое уживање. Па не одам на одмор таа година, ќе се воздржаме. Ама мислам дека човек кој се научил да пости, да се воздржа од храна, дека може да се воздржа многу работи. Ама тоа што немаме навика да постиме, дали не знаме да се воздржиме и сакаме се да добиеме инстант, се да биде на брзина да добиеме некој решение, некој задоволство. И тоа се изложуваме така на таков трошок на кредити. И заглаваш до гуша, нели, и пропаѓаш сам, после губиш се и тоа што си го можеш ќе го изгубиш нели од кредитите. Ама сам секој ќе згоја за себе. Греф ли е човек да рекламира коцкарници и кредити, брзи кредити што го уништуваат народот, и зборувам за јавни личности. Ете, како црквата гледа на тоа кога јавни личности, спортисти познати, кои што се пример, треба да важат пример за децата, за новите генерации, фудбалери, познати ракометари и не знам што, ги гледаме на телевизија како рекламираат коцкарници, кладилници, не знам, брзи пари. Како влијае тоа врз најмладите особено? Така. Значи ме црковен човек сум, нали, свештеник, мене не ми влијае ништо од тоа. Значи и тие работи ги гледам, рекламираат, мене што ме допира тоа, нели. И сега работата е што се е на продажба во Македонија и освен црквите и манастирите, буквално се е на продажба. И човек се продава за било за тоа не се малку пари, 100.000 евра ќе му дадат, речеме, за една реклама, бидејќи знаат дека тие 100 пати повеќе ги добијат од тоа и рекламираат се и сешто. Се е на продажба. Тоа работа нема веќе некој критериум, некој духовен ориентир, да речеме дека тоа е свето, таму не одам, едноставно тоа свето е или таму не сакам да се плеткам таа работа, тоа е греф, не сакам да бидам изволкан. Се е на продажба, буквално се е на продажба. Така што од тоа си има последици, се нафаќаат да рекламираат се што немој гајле дали ќе има последици, дали некој ќе загине, дали некој од тоа фамилија ќе запусти или пак ќе пропадне во животот. А на црквата ја гајле? Како да ви кажам, проблемот е што луѓето не се црковни. Ако човек е црковен, што сака нека се рекламира. Што ме допира тоа мене? Така, ако си црковен имаш ориентир, го имам Господ. Не, зборувам за црквата, дали треба да реагира, да ги повика тие познати уметници. Не можам да се борам против нив, нели? Тоа е цела машинерија. Не може да се бори еден човек, ама за тоа народ треба да си црковен, да има вера, да има доверба во црквата и во свештениците, да си до црква, да се советува со нив. За било која одлука, праши си дуговникот, јави се кај него, што да правам, да не правам, знаеш, ќе ти даде еден добар објективен совет ќе ти даде. Не, прашањето ми е дали инфлуенсерите, ако може така да се наречат, имаат духовна одговорност. Имаат, не дека немаат. Тежина голема имаат, нели, за тоа што прават, нели, како спомнав, нели, бака Прасек си на свештеник, нели, промовираше, нели, апликација за коцкање. Така, носи голема одговорност, нели, ама и животот негов е сосема пореметен, нели, од тоа што прави. Но не можеме да се бориме со нив. Нели, тие се премногу мокни, да чеме едно видео црковно ако ставиш, нели, ќе имаш малку прегледи. Ако сеш инфлуенсер, ќе има илјадници прегледи, нели. Имаше еден пример сега, скоро беше, од еден наш тиктокер, јутубер, како и да се нарекува, младо дете, кој што излезе со видео на реклама, како рекламира
некоја си игра од која што како играш, така заработуваш. Треба да вложиш одредени пари и така заработуваш. И тоа го рекламираше како нешто многу добро, многу јако е, да колку тој заработил, се гледаше дека по сценарио е видеото снимено, за потоа да биде нападнат од многу луѓе во коментари, дека кои што пробале да го направат тоа што тој го предочуваше во видеото и кои што изгубиле пари. Не било тоа така како што тој го кажуваше. И за тој да сними уште едно видео, да рече, луѓе, што да ви кажам, тие дојдоа ми понудија договор да направиме да снимеме, ја врска немам што е тоа, ни како се игра, ни што се игра, ниту ме интересира како се игра, јас само сакав да ги земам парите што ми ги понудија тие за да го снимам видеото. Тука маце, нели се косим, има ли одговорност ете тој јутубер? Од една страна го тера народ, еве погледнете колку е добро ова, заработи вие толку, а од другата страна после еден ден снима ново видео, вика ја врска немам што е тоа. Така, ама не може да се бориме со нив. Значи невозможно е да се бориш со инфлуенсер. Значи ние имаме, како се што имам помалку пријатели и поддржувачи од кога што имаме инфлуенсер, така, тој има следбеници, илјадни следбеници и што е да направи, нели, Попот или Владика било што да направи, секогаш ќе биде тој исмеан, тој ќе биде оцрнет, баш како тоа е машинерија. Значи ако се ангажираат против тебе една група профили или некои да лажни профили било какви, нели, ти си губитник, не можеш толку да ангажираш ти бидејќи нема ние таква машинерија. Не работи на тој начин, не функционира. Добро, не мора да водиме војна. Изложил така на таква војна да водиш со некој инфлуенсер. Се знае дека парите играат пресудна улога, нели, кај ќе затрпаат парите, нели. Ама како да ги заштитиме ние децата од тоа? Тоа викам, нели, мора гледаат бака прасе, го гледаат да има кои така, мора да има црста фамилија, за тие работи да не допрат дома, нели. Зошто моите деца не се коцкаат, нели. И фала му Господ, имаме црста фамилија, нели. Добри сум дома, добро функционираме, комуницираме добро, нели. Не сме разведени се уште, нели, во брак сме, и тоа си е доволно за една фамилија да биде добро функционира, нели, да не застанат по друг пат. Ако ги оставиш сами, нели, без татко, без мајка да живеат, или еден фали дома на родител, или па цело родители се ангажирани некаде, излезнали се постојано, или па приватен живот, бајца си имаат одделен свој живот, да се остануваат на улица и ќе бараат некоја друга утеха, нели, во животот. И лесно ќе заглават такви работи. Добро, децата се најлесно да ги измамиш и да ги индоктринираш и да ги излажеш. Најлесно да дадеш дете. Ако се сеќавате, порано имаше дури на телевизија игри изи, не знам, со телефон, звониш на телефонот, па игра, губиш или добиваш, каде што имаше многу случаи кога деца без знаење на родителите, интересно име, сакаат ќе ограбнат телефонот, ќе се јават 4-5 пати, ќе направат. Сега си бабите се за наивни и на бабите многу пати страдаат, нели, тоа е искрено. Значи има луѓе им кажуваат на телефон, добивте наследство. Да. Бурхан од Истанбул ви пише порака дека добивте наследство нека ваша баба, нели, $1,000,000, нели, за да ги добиете, уплатете 2000 евра на таа сметка. И бабите одат во банка, скриените пари од потпорница ги извадат, плаќаат пари некаде, некоја си смене позна сметка. Па поедме една редна викаат за главија парите, за ги одглавиме, уште 5000 треба да платите. И одат се што имаат ќе дадат и после заглавуваат, нели, од наивност, не прашуваат никого, залетуваат, имаат детска наивност, нека мислат дека баш нив ги одбрале, не сваќаат како тој океан, опасен океан со крволочни живот, нели, интернетот. Ајкули. Да, баш ајкули, човек се пази многу. Наред една тема која што вие сте многу добар во тоа, имате доста пишувано и на порталот, имате и дори книга, нели, издадено за тоа, за бајачите, гатачите и сите езотерични лечители, да ги наречам, за таа духовна епидемија која што е зафатена Македонија, за жал. Најголемите духовни авторитети во некои делови во земјава, како што зборевме до сега, не се свештениците, ама се токму тие бајачи, гатачи и особено имам впечаток дека Велес како таков град, како мал град е многу по таа работа. Не знам, можеби имаше грешам. вистина, имаше. Ама некако се што читав ете и по блогови и по форуми, Велес го имаше на секоја страна. На што се дължи ова? Така, каде што нема здрава вера, има нездрава вера, нездрава религиозност. Нели, тоа се случуваше во Велес долги години, немаше некоја црковност во градот, нели, како што кажам на почетокот. Имаше многу бајачи, гатачи се развија во градот, нели, многу луѓе одаа таму. Иако многу пати има и луѓе кои се изгореле по тие работи, нели.
Знам во Велешко некаде имаше одеа жени на преспивање за да добијат деца, таму беа силувани од бајачот. Леле. Имаш да речеме еден во исто негово околината некаде бајач каде што сака мажи, па им викаше мажи да преспиваат, кај него привлекуваше гол кај во собота, нели. Имаш такви многу случаи, па луѓето бегаат навече во 2 сат, 3 сат, боси бегаат, низ скокаат, нели. Има такви случаи многу. Во секој случај има голема заблуда и ги држат луѓето со страв. Стравот е пред се тоа што ги држи луѓето да бидат покорни, послушни. Ми се случувало да одат во црква луѓе, 40-50 минути им зборувам нели на таа тема, им кажувам нели. Ми рекол бајачот дека да најдат црква во Велесите Танаси, да запалат свеќи таму. И мајка и ќерка доаѓаат, ќерката колку мене некаде, мајката на 60 години. И каде има црква Танаси? Викам кој ја прати? Ни рекоа. Викам кој ја прати? Кажете ми се. Ама еден бајач и почнам објаснам што се случува на бајање, нели, какви се, што се може да претрпат од на бајање и гатање. И 40 минути им зборов и на крајот вика добро, ма кажете кај има таа црква, вика сакаме ние таму да отидеме сепак, нели. Да. И викам нека ви каже тој што ви кажал, нека ви каже. Зошто неговото влијание е поголемо од вашето? Сега вие исто сте одвоиле време и да, значи ме интересен случај тоа пример пред додат на бајање гатање не прашуваат нас, туку си од кај ќе им текне или некој си. Ама кога ќе претрпат некаква злоупотреба, знаат кај се обратат. И доаѓаат. Сега да чеме по епархиите ни го зема станот да ми вратите станот да ми вратите. Кој стан? Па да рече бајачот 100.000 евра стан да му препишеме него, од ќе излечи детето, ќе не излечи од тешка болест. И тие од тој болка, нели, Господ очува нели од такви болести, нели луѓето од болка одат многу пати. Имаат страшни проблеми домашни, речеме или па дете неизлечива болест, одат на бајгата и спремени се да направат. Ама толку имаат вера во него, што спремени се и од својата куќа или стан да се откажат. Ќе препишат, ќе видат дека детето не се излечило или не дај Боже, ќе умре детето, нели, и после бараат одговорност од црквата. Немаме ништо не со тоа, нели, они сами отише таму. Исто имаше нека мајка со девојче младо била кај некој бајач и тој си рекол девојчето нешто му е направено, ја ќе го излечам. И земал брснал прстите во кандилото и почна да трие тука кај срцето, ама почна да шири нели трењето кај градите. И мајката сфатила дека изманипулирал, дека злоупотребил. И веднаш доаѓа од црква, ќерката вака не направија, тој манастир, а викам зошто од таму отидовте кој има тука свештеници. Завршиле факултет, завршиле толку години имаме искуство во црквата, освен тоа како злоупотреба да направам, има одговорност кај кого да чиме да се обратат, нели. Ќе викам, ќе кажат на владиката, ќе ми запрени служам да речеме ќе некоја казна, некоја епитимија, нешто ќе добијам. А вака одат на бајање гатање, од кој ќе бидат злоупотребени, после касно веќе да се жалат, нели, кажат. Ама стравот е пред се, стравот игра најголема улога. Има случај до една бајачка кај мене да чита молитва пред неколку години уште која во црква Степан Телемон. Бајачка дојде. Да, бајачка да чита молитва и вика не сум болна, се ме боли. И јас мислам ќе се кара со мене и одржа така малце така на предавање 15 минути. Ма жената беше толку така тивка, кротка, збор не каже. И кој не е таа лоша жена, и кажав дека не сум против тебе, сум како личност немам ништо против тебе. Баш слушал добри зборови за неа дека е добра, фина жена, но тоа што правиш не е во ред, не е од Господ, туку од ѓаволот ти е. И жената збор не ми кажа и реков освен исповед покајани да прекинеш со гревот, тоа и се молитва може да прочитам, друго нема молитва за читање, нели. И така си замина, нели, не е задоволна. Ама тоа е тоа, не можам да лажам да рекам, почнете молитва, овде си се е во ред, нели. Не е така, нели. Мора човек да сам да претапи, да види вака малце објективно да биде спрема себе. Како Мирјана, нели, на времето што видела какви злоупотреби направила, како животни судбини запустила и се покајала на тој начин, нели, видела дека сгрешила многу, дека нема враќање. Ама тука и друг аспект има, значи ме добиваат голема материјална, нели, придобивки имаат од бајањето, следува ги почитуваат, има страв почит луѓето кон нив и ретко кој може да се откаже од таа работа, нели. Да. И затоа многу ги врзува тој плюс, демонско влијание си има кај секој. Секој што ќе проба да се откаже од бајање гатање, буквално ќе пострада од многу демони ќе пострада. Добро, ете, и јас со многумина кога сум ја отворил таа тема, сум го добил тој одговор, веројатно и вие сте се соочиле. Абе Мартин, кога човек има мака ќе проба се. Како вие ќе им одговарате на тоа? Знам дека е така, нели, ама не дека ние немаме маки во животот. Така, и кога беше ќерка и мала, многу плачеше навеќе. Едно си имал црква, причестуваме, не запира, не знае прво дете, експеримент, не знае што е, што му се случува во тој свет, нели, не знае, каже само бебе, секој вече плаче, касно не може да смириме никако. И комшиите почна од околу роднини, па дај носта на бајање, едно жени што бајат, нели, едно забајат. Вика беко сака некој умре, не носа на бајање, нешто не може тоа. Нам нека нешто има друго што не го знаеме, ама не е нешто од духовна природа што бајачот ќе би го решил, нели. И после почна жена контактира со колешки така на работа, кои имале мали деца и кажа па давај повеќе јадење, може сака погуста храна, нека потешка храна. Почна да раниме. Има решение. Исполно дека било детето недојадено, не бил доволно млеко да јаде, треба друго да јаде. Или мо отичеме запчињањето на децата.
Непца да ги чешаат и некои деца многу плачат тогаш. И родители вознемирени, не знаат што да прават, права ке бајачката, ке им дај некои семења да фрлат, кога ке никне семејата тоа ќе помине, всушност ке никне запчињата и толку помине проблемот, нели? Тоа манипулирање со незнањето на луѓето. Да. А може ли човек на вистински духовно да се зарази? Зборам у таа смисла Да, сите што оделе по бајање по гатање што има повеќе контакти, нели, имаат последици од тоа бајање гатање. Се останува кога трага во нив се останува. Јас што бев ученик сеќам. Останува нешто во нив трага со тоа сработка со ѓаволот. Не е тоа играчка, нели. Мислам дека многу тешко човек може да се излечи од тие канџи. Треба сам да види, нели, што се случува, дека докаде ќе таа работа или па не знам Господ дејства па да помогне да го излечат од тие мрежи. Иначе многу опасно, секој што е таму си има последици во животот од тоа бајање гатање. Си внесош ѓаволот во својата куќа. Исто како курбани. Кола од курбани и после дома им тропа нешто во куќата, нешто им шета во куќата се ќаваат, ами ѓавол си цаваш ти во куќата. Не викаат се што има своји темели, туку викаат, нели, зимаат кола тягне, ставаат глава или кокошки кола не ставаат главите натре по темелите и после нешто слушаат гласови им тропа, нешто им шетал, па демон си да си дома ти. Никој не тера, сам си носиш демон од дома. Страшно. Црквата во однос на овие работи дали е доволно активна да ги предупредува верниците? Значи вие брошури ги дававме низ цела епархија од Велес до Гевгелија, нели, во не знам огромен тираж беа испечатени и во секој дом буквално беа испратени вакви брошури. Свештеници кои на Водосвет секаде носеа по една брошура за повеќе луѓе да прочитаат, нели. На веб страната има објавено текстови таму, нели, за по таа тема, нели, луѓе да читаат, ама не секој не наоѓа такви црковни сајтови. Луѓето сакаат претежно, нели, Баба Зорка, видовита Зорка, видовита Баба Вања, некоја да најдат на интернет, и такви профили има српски, не знам дали си ги приметил, така видовита има илјадници следбеници, повеќе од било која црковна страна. Значи луѓето сакаат лесен начин да добијат до некој решение за некои проблеми, нешто да остварат во животот или па магии да прават, нели, такви работи. И одат по тоа, по оџи одат да чим некаде или па кај некоја си, не знам, муслиманка правила магии за заљубување, за одљубување, нели, за нека придобиеш и кој прават тоа. Добро, тоа функционира ли реално? Ако човек е без Господ, сам се става во рацете на ѓаволот. Значи тоа секогаш викаме да имаме црковна вера. Тоа значи пост, молитва и според причест. Човек што ти прави тие работи, како вика Саре Спајсика, со кофе и магија да му стурат на глава, ништо нема добро. Јас многу ги претпортачиме луш под јајето со крв. И сега може да некој да фрли магија, може мачка да удавила нешто па да оставила тука. Така сега како во 21 век човек фрли магија? Значи тоа го прават луѓе, вистина прават такви работи. Има луѓе крв дома ќе најдат некоја блуза со крв ќе најдат, само многу работи има такви, или сеча некоја мајца ќе најдат, никој не дошол нагласи и сеча мајца ќе најдат. Тој човек како доаѓа до таа состојба да прави магија? Човек треба да мислам дека треба да е човек пореметен да прави магија. Не може зашто ја не правам магија никогу. Не сум пореметен, тоа прави пореметен човек. Значи толку треба да е човек злобен, толку да се скрива некоја свест, да сака да нанесе зло на некого нешто. Или еве обратно да симнува магија и дури луѓето се убедени, ама тој добро прави, тој бела магија. Да, добро, бела магија. Без црквата се знае дека има само икони. Така, да. Ама па тоа пишав дека и со дрвана икона човек да нудри по глава, нели? Ќе загинеме така. Иконата сама по себе нема да спаси, нели? Току може да не уништи дури иконата. Така што икон имал, крсто имал, се свети води им бил, нешто вона. Има црква официјална. Има свештенство, од Господ поставени свештеници, образование стекнале, искуство веќе стекнале. И треба човек да има доверба, нали? Се најде соодветен свештеник, нели? Има и доктори, има и лекари, ако има, да. Нели? Така. Надри. Секој што надри е по интересно за луѓето, поприлично бидејќи никој не бара од нив одговорност и труд. Че кога дојдат во црква ќе речат постите, се молите, ќе се исповедате, откажете се од лечење неверство, имате ќе се откаже неверството. Ќе пазите малку дома кавги да нема, нели? Ќе посветиш малце нешто направи некој труд и луѓето им е тешко, не сакаат труд да вложат, нели? Тука сакаат инстант решение, тоа со лесно поминеме, со малку, да биде комфортно, да нема многу, да не запињаме многу, па се од црква ли додам, па срамиме од црква додам, па забегањето од црква додам, нели? И од тие работи полесниме на бајање, гатање, балил ли, бајачка ќе фали сол неколку пати, ќе донесат некој шише за шекер, сол, брашно, шекер нарача, нали, по нарачката, и си одат сите среќни задоволни. Има случаи знам луѓе, да че и маж, жена живеат, двајцата живеат некој се распуснен живот, едниот паралелен живот, другиот паралелен живот со своји љубовници, нели, децата им страдаат. И ајде децата на бајање ќе носат. И бајачка веќе нешто е направено му е, некоја магија фрлена, ајде во и тоа. И си се раќа задоволни, ќе им платат нека паричка, се раќа задоволни.
Дедото ќе си го излече дедото, а ти си продолжи по свое постаро. Ама И тоа е затоа кога ќе полесно. дојдат кај вас во црква и кога ќе ми ја кажете вие вистината, не се задоволни, не се тоа што сака да го слушате. Сакате со Господ се ѓавол да биде. Тој компромис да си го има секогаш и на Господ, нели, и со Господ малце, ама и Кој со му ѓавол одговара. да бидеме, да. И таму да бидеме, на две столчи да седиме, нели. Ама Добро, тоа го спомна и отец Ивица во претходната емисија која снимавме, дека факт е дека постојат во Македонија многу лажни луѓе кои што се представуваат бајачи, гатачи само за да финансиски, нели, да добијат да го исцедат народот, но факт е и дека постојат луѓе со навистина има така на природни сили, некои природни има. сили, да. Има, го има и тоа, демонски сили тоа е баш. во спрега со нечестивиот Така, баш претпоставувам. демонско влијание. И като таксист ми кажуваше, носам неколку жени во некој манастир, само не знам каде бил манастирот, и таму на спиење, ја вика, ми беше неубаво да спием во манастирот, реков во кола ќе спием, во дворот. И вечерто 12 сатот излегува една баба вика во манастирот со звонец и го темницата тропа, ќе да скрие. Па ќе земе тавче, ќе тропа со тавчиња, тропа, па ќе да скрие. И така саат два така им правеше на жените вика цела вечер, свеќе ќе запали некај од дворот, ќе види па ќе изгаси свеќата, ќе им тропа, ќе вика нешто. И други ден сите жени сплачени, леле, какви звуци имаш синоќа, некои демони дојде во манастирот, светителот може дојде нешто тропаше, правеше. И си прави приказна, со манипулација, со лага, нели, ги преплашила и луѓето веруваат дека таму се случи некако чудо, нешто чудно, нешто неубаво и така ги привлекува тоа таму додат, нели. Да. За покајанието, може ли цел народ да се покае? Таква нешто колективно покаяние не постои. Тоа си е лична работа, нели, човек сам треба со Господ да си го најде, сам патот да си го најде кај Господ, нели, сам да се освести дека има гревови, дека страда од гревовите, нели, дека многу последици. Колективно покаяние нема. Не верувам такво нешто. Полека, да, нели. Човек треба сам да си го најде Господ, да фати, да почне тој пат, дојде до црквата, да се најде свештеник, нели, да стекне прав добро во црквата и во свештениците, нели, да најде соодветен свештеник, да се исповеда, да почне да уменува животот. И тоа е единственото решение за Македонија и за цел свет. Гледаш во Америка има добри свештеници, англојазични или родени во американци веќе, зборуваат многу добро англиски, нели, го знаат духот на американскиот народ, имаат голем успех. Баш тие свештеници се најуспешни сега во Америка, нели, и многу мислам цел народ ги гледа веќе тие и тука во Македонија многу луѓе ги следат, зашто зборуваат добро, зборуваат некако на нов начин, го пренесуваат православието и луѓе ги сакаат. Гледаш, стотици луѓе веќе се крштеваат, има отец Мојсија може да се гледа Фадер Мозес, креват егови, нели, по теретани оди и тој е омилен кај мажите, нели, се го сакаат него, веќе таков мажиште има 6 деца, така зборува и за негови, за машкиот карактер, нели, на луѓето да си го вратат, нели, да против таа феминизација, против тоа изедначување на половите и многу се омилени. Луѓето се изморени веќе од тие, нели, LGBT, нели, агенди, насекаде се изморени веќе многу пати и оние западни вери, римкатолици, протестантите, нели, различни групи прифаќаат се што секој компромис прават со Христос, нели, прават се додворуваат народ, по секоја цена да ги придобијат. Православници се малку крути, сме ние, нели, крути, радикални, тие работи се уште ги немаме. Кај нас, нели, во црквите нема такви знамења, нели, со вино жито. Тоа го нема и мислам дека се уште има надеж црквата да поведе народот, нели, на прав пат да тргне. Само треба и народот да се сака. Велес као град ги има тие знамења со виножито? Не, нема никаде. Ама има затоа лити кој што држува. Правевме правевме, нели, тие работи. Ги имавме во градот, нели, фала на Господ, нели, иако уште некако не е народ созрен да свати црквата, нели, поента на црквата што и како е, нели. Црквата уште е скриена, како ти кажам. Тоа е некако уште непозната верата во Македонија, некако така баш скришна, непозната, допрво треба човек да открива. Така баш како тоа знам дека треба да отидам во црква, нели, или некој постел или нешто прави, некој обичај, тоа е само дел од верата. Ама вистинската вера човек треба да бара, нели, како бисер, нели, да оди подлабоко. На брегот на море кога одиш, нели, има алги, има нечистоти, диубре, пластики, тука се изфрля морето. Тоа е на површината. Во црква кога ќе одиш прв пат ќе одиш во црква, некој ќе груп свештеник, нешто ќе ти одврати нешто и ти лут веднаш, ако си замениш веднаш, нели, губиш се. Ама човек треба малку подлабоко да биде поупорен, да контактира со повеќе луѓе, да чита малку, да истражува, ќе најде Господ ќе го доведе на право место, ако бара, нели, искрено ако бара. А ако човек доаѓа за соблазни, да види скандал, ќе најде. Веднаш скандали ќе најде, нели?
108 истории нели ќе направиме веднаш. Една непромислена речеме реченица да кажеме или некој што може уморен или премногу луѓе некако имало или едноставно сак малце да се одморам и некој човек малце ако си погруп или поостар со некој ќе се соблазни и никаш ќе трка на влезе, нели. Одговорност наше, но треба човек да биде свесен дека не може да ти од прв пат да дојдеш во црква и не знам да ти се отворат сите врати. Нели мора малце човек да биде упорен, да тропа, Господ има трпение, да. Така. Има секој МПЦ, си е света црква и си има многу свештеници кои се подвизуваат, кои се подвижници и кои сметат дека одговорност ја вршат целата работа, го сакаат Господ, го сака народот, но човек треба бара. Ако нема во Велес, некој во друг град. Ако не таму во друг град некој дечеме, некаде, ама мора човек да бара, ќе најде. Не дека порано немаше многу нели, свештеници беа поладни, малку порезервирани, позатворени. Не беа многу достапни, ама сега веќе се многу поотворени, многу посрдечни. Така, веќе секој има по некој свештеник пријател на Facebook, барем секој има по некој пријател и тоа е добро така, значи треба да бидеме присутни секаде. И да бидеме и со рилсови присутни, нели, и вака и видеа, интервјуа повеќе да има и на телевизија излегуваме, нели, мора да бидеме присутни повеќе, нели. Така. Отесени, фала ви многу за гостувањето. Ние сме при крај со времето, за жал, иначе имаме разборување уште 3 пати, пак ќе се видиме. Повеќе од ова. Пак ќе продолжиме. Но да, сигурно ќе направиме уште едно издание. Фала ви уште еднаш за Благодарам за поканата, често е моја. Драги гледачи, тоа беше тоа. Се гледаме повторно идниот пат. Поздрав.